добро дојдовте. Јас сум Филип Становски, а вие присуствувате на специјалната емисија од практичната настава. Во оваа емисија детално ќе ги прегледаме сите практични настави снимени во учебната година од 2012 и 2013. Најпрво им позакувам добро дојде на професорките што беа со нас, не учеа и не трпеа сите овие пракси. Добро дојде за професорката Мирјана Кикова. И се разбира нашата класна и професор по практична настава Виолета Спасовска. Се враќаме по рекламите. Архитекти, внатрешни дизајнери, геодети, градежници, гимназијалци. Дојдете кај нас, заедно да изградиме иднината. Здравко Цветковски, Скопје. Ете така го слушнавме бендот на Здравко Цветковски, а сега професорка едно прашање за вас. Кое е вашето мислење за нашето снимање на практичната настава и дали мислите дека генерациите што ќе учат ќе им помогне тоа? Јас минатата година имавте, значи, часови по основи на градежништво, каде што елементарните работи од архитектурата ги запознате. Од сите тие прашања, додека ги изучувавме тие содржини, јас дојдов до заклучок дека навистина вие точно сте се определиле за овој профил, бидејќи постојано со некои нови прашања ми беа поставувани. Јас можев само одговор да ви дадам преку интернет страниците или пак преку одредени каталози, за да можете сите да ви одговорам и да ги видите сите тие, значи, содржини за кои што ми беше поставено прашање. Меѓутоа, оваа учебна година по предметот практична настава, каде што во предметот на практична настава се застапени содржини од повеќе стручни предмети кои што вие ги изучувате оваа учебна година. Така да вашата идеја за да сите ние часови по практична настава ги снимиме, за да ги слушнете, видите, запознаете и да учествувате во изработката на одредени елементи кои што се дел од наставната програма. Вашиот предлог јас со задоволство го прифатив за да ги снимате часовите од практична настава, бидејќи на часовите по стручните предмети кои што ќе ги изучувавте овие наставни содржини, кои што се застапени во практичната настава, вие не можевте да ја видите технологијата на извршувањето на одредена работа, на изведбата на одредена конструкција. Токму од тие причини вие сакавте со овој начин на видео снимките, видео епизодите што ги правевте, додека ние заедно ги одржувавме часовите, каде што заедно ги запознававме, каде што дискутиравме за одредени работи, каде што активно бевте вклучени во повеќе часови при
при реализацијата на наставните содржини од наставната програма, мислам дека сите овие видео епизоди на вас многу ви помогна, барем мојот впечаток е тој, и во разговор со колегите кои што ги предаваа стручните предмети во втора година, дека навистина она што вие го видовте на објектите, визуелно, значи, многу ви помогна она што на теоретските часови вие само како цртеж го гледавте. Значи, вас веќе цртежот кој што ви го презентираа професорите по нивните стручни предмети, вас ви беше јасен. Така да, успехот што го постигнавте сега, преку целата оваа учебна година, покрај успехот по практична настава, вие постигнавте и повисок успех и по тие стручни предмети. Конкретно, значи, во часовите по практична настава беа опатени содржини од предметот градежни материјали. Значи, видовме каде се градежните материјали се употребуваат. Понатаму, по предметот градежни конструкции се запознавте, значи, со поголем дел од градбите на објектите од високоградба. По предметот проектирање и урбанизам се запознавте со плановите, така, со проектите, се запознавте со објектите од развојот на архитектурата во Македонија, бидејќи посетивме поголем број на објекти кои што биле градени во минатото, значи според различни временски периоди, и на крајот, значи, видовме и како изгледаат новите современи градби во градот Скопје, каде што и вие правевме на самите часови и споредување, значи, каде се отишла технологијата на градење напред, почнувајќи од античкиот период до современите градби. И сега што се однесува до оној дел на прашање што ми го поставивте, дали на останатите ученици тоа би им помогнало. Секако дека би им помогнало, ако они ги следат овие ваши видео епизоди, бидејќи по одредени предмети се уште не ни се отпечатени, учебниците тие се во тек на печатење, така да и преку вашите епизоди што ги снимавме и на останатите ученици, кои што овие содржини ги учат по нивните предмети, значи им помогна како, значи, да дојдат до едни сознанија, бидејќи кажав дека учебници нема, преку некои работни листови материјали се служеа колегите на часовите, но со самото тоа што они на лице место ги гледаа технологиите на изведбата на конструкциите и примената на материјалите за изработка на тие конструкции, далеку сум задоволна од вашиот начин, вашиот пристап за снимањето на ваквите видео епизоди, бидејќи не само што си помогнавте сами на себе, туку помогнавте и на другите ученици од другите паралелки да ги значи да ги научат овие содржини. Меѓутоа, ако зборуваме за понатамошните генерации, не можам да кажам дека овие видео снимки дека завршува градбата. Значи, начинот на градењето. Ние за време на практичните часови бевме на Макинова, саемот за градежништво, саемот за мебел, и значи постојано технологијата оди напред. Така да во иднина ќе бидат потребни нови видео епизоди каде што ние постојано мораме да ги следиме новините и да ги применуваме во нашите содржини.
Благодарам за обяснувањето, сега да почнеме да ги гледаме праксите. Се употребува скелетен систем. Затоа што е поповолен, бидејќи се зголемува големината на просториите. Само заради тоа, најважното нешто. Може се отворува Поради какво подрачје сме ние? Тоа што се измички спаѓаме во скелетниот систем е составен од конструктивни елементи или масивниот систем. Кои се конструктивни елементи? Столб, греда, меѓукатна, друга скали, серклажи, така. Овие што се ставаат што се испод прозорските. Зошто? Мене да не има. Зошто се армирано бетонскава греда? Значи ако дојде до земјотрес или до нешто, заради стабилност се употребува за повисоки згради, за приземје и спрат. Додека масивниот веќе не е во употреба и може само приземје и спрат да се направи. Пошто има, например, монтажни системи, масивен систем, како што се румунските згради у Карпуш 3, меѓутоа тие се монтажни со масивни зидови и сите зидови носат. Така? Значи и попречните и подолжните. Има и системи на масивна конструкција, каде што, например, само подолжните носат, а другите... се премостува распонот на помалата ширина или должина. Значи, ако имаме еден објект 30 метра на 20, например, секогаш столбовите или носливиот дел иде на помалиот распон. Значи, на одредено растојание се поставуваат столбовите. Дали тоа ќе биде на 4,5 метри, на 3,5. И од тоа зависи висината и дебелината на... Добро, мислам дека после оваа практична настава научивме многу за конструктивниот систем кај објектите. А сега да погледнеме практичната настава од стамбени објекти, подобро и нивни карактеристики. Денешната пракса ќе ни биде посветена на видовите на објекти од високоградба. Најнапред ќе направиме посета на неколку објекти во оваа стамбена населба каде што се наоѓаме. Ќе ги прошетаме најнапред, ќе ги разгледаме објектите, а потоа ќе направиме една анализа, ќе позборуваме за карактеристиките на објектите. Значи, со оваа прошетка сега што ќе направиме, убаво разгледувајте ги објектите, за да можеме подоцна да се вклучиме во дискусијата за начинот на градењето на објектите, особено, значи, ќе дискутираме денес за стамбените објекти, бидејќи тие се најмногу застапени во населбите и воопшто во градовите. Значи, сега се наоѓаме пред нова градба и индивидуална градба. Сега кој ќе ми каже за кој тип на градба, на видови на објекти, на индивидуални објекти се работи? Тука станува збор за семени куќи во низа. Така, зошто ги викаме во низа? Бидејќи они делат два ѕида и имаат неправилна ориентација на собите. Ограничено е. Од колку страни е ориентацијата кај овој вид на градби? Ориентацијата кај овие куќи е само од две страни. Така, само од две страни, со исклучок на кои од трите страни добиваат природна ориентација? Тие добиваат природна ориентација од првата и
последната или задната страна од куќата? Не, првата и последната се ориентирани од трите страни. Така ученици, значи сега ќе застанеме тука и ќе подискутираме малку за стамбените објекти. Ги разгледавме, видовте, значи тие се нели различни помеѓу себе. Видовте различни градби. Сега да видиме конкретно од тоа што видовме како се поделени стамбените објекти. Кој ќе ми каже од вас како се поделени стамбените објекти? Бидејќи видовте и помали, и поголеми, значи постои една генерална поделба на стамбените објекти. Кој ќе ни каже? Ајде да видиме. Стамбените објекти се поделени на индивидуални семејни куќи и на колективни, односно стамбени згради. Повеќе семејни стамбени. стамбени згради. Така, во ред. Да видиме сега кој ќе ни каже за индивидуалните стамбени објекти. Што е карактеристика на индивидуалните? Пошто се различни? Карактеристика на индивидуалните објекти е тоа што се наменети за живење на едно или повеќе семејства. Индивидуалните објекти се поставени на градежната парцела, слободни се од сите 4 страни, со што се овозможува правилна ориентација на просториите, поголема приватност, подобри се за животот на самите семејства. Што мислите кај повеќе семејните стамбени објекти? На една градежна парцела, дали е решен проблемот само на едно семејство? За живење. Не, тука се решени проблемите на повеќе семејства, се градат за да се зголеми густината во најчесто во големите градови. Но тие имаат исто и негативни страни, бидејќи немаат допир со природата, ама затоа имаат тераси, ама немаат дворно место. На еден кат има по 4 спрата, да. Така, и од друга страна што може да се случи, пример, бидејќи на еден спрат кај повеќе семејните може да живеат 2, 3, 4 семејства, така. Сега што може да се случи со ориентација? Помала ориентација имаат на просторот, со тоа и помали услови за поекономичен живот. Не, ориентација на едно семејство може да му се падне станот да живее станот да биде ориентиран на северната страна. Да нема природна светлина. Ни е најповолна, што мислите? Не, нема природна светлина. Има природна светлина, Ама не толку, да, нема сонце. Значи, така, нема сонце. Сега да видиме што имаат заедничко, зошто градбата на повеќе семејните е поевтина, отколку на индивидуални. Па водоводот, Што има канализација, заедничко кај овие објекти? Ајде, Филип! темелите, Ајде, Филип, да видам ти што мислиш. па темелите, столбовите, све. Што мислиш, што имаат заедничко кај колективните? Има Кога ќе влеземе во една зграда, што има? лифт, заеднички. Само лифтови? Па некои згради немаат лифтови. Па добро, скали за искачување имаат заеднички. Така, значи заеднички комуникации, скали. Понатака што има? Влезови заеднички имаат. Друга, Зидови, столови. инсталации, Оджак. така, кровна конструкција. Да. Така, значи гледате дека имаат се заедничко, што градбата е прави по ефтина на помала градежна парцела, живеат повеќе семејства. Професор Кемиријана, кажете ми го вашето мислење за тоа како овој клас ја совлада практичната настава. Епа вака да ви кажам. Значи, за прв пат во нашето училиште се одвива практична настава и самата практична настава се снима. Значи, учениците има желба, амбиција, друго што треба да кажам, и поддршка од нас професорите, како и од раководството, и на тој начин ја привршивме оваа практична настава. А колку учениците научиле, тоа ќе дознаеме идната година кога ќе се сретнеме во трети. А сега се разбира да погледнеме што е практична настава. Значи, пред неколку часови се запознавме со конструктивните елементи, кажавме
кои се конструктивните елементи и кои се спаѓаат во носиви конструктивни елементи. Денешната пракса ќе се запознаеме со начинот на изведба на еден дел од конструктивните елементи кои што се изведува на овој објект. Раководното лице на објектот ќе ви објасни за армирано-бетонските конструкции, конкретно за армирано-бетонски столб, за да се добие готов производ, армирано-бетонски столб, како армирано-бетонскиот столб ќе го добиеме неговиот пресек и неговиот облик. Бидејќи споменавме дека армираниот бетон најмногу се употребува како материјал за носивите конструктивни елементи, да видиме, за да направиме една армирано-бетонска носива конструкција, потребно е прво, оплата да се направи. Кој ќе ни каже што представуваат оплатите? Што се тоа оплатите? Па оплата или поимот оплата значи опшивање на елементите. По секое завршено оплатирање се врши влевање на бетон, кој се остава да се исуши највеќе 24 дена. Така, добро. Од кој материјал се прават оплатите? Најчесто се прават од дрво и метал и комбинирано дрво и метал, но сите треба да бидат водоотпорни поради влагата што Водоотпорни, така, добро, заради влагата што ја примат, бидејќи бетонската маса е влажна. Ајде сега, конкретно ќе го погледаме начинот на изведбата на еден носив елемент, реков, тоа се столбовите, како се доаѓа до финален елемент, армирано-бетонски столб. Ќе го погледаме, поблиску ќе застанеме, што се е потребно за да го направиме столбот како вертикален носив конструктивен елемент. Сега раководителот на објектот ќе ви објасни за начинот на изведбата на армирано-бетонскиот столб. Повелете, вие можете позади, не само страна за се работи на следниот начин. Први и основен параметар имате вие основа на овој објект. Со цртежи, со обележување на осовини и место на столбовите ќе се стават. Прво што се работи, после бетонирање на армирано-бетонската плоча, се врши обележување на сите носиви елементи што стојат на таа плоча. Дали тоа столбови, дали тоа се платно дека е лифтот, тоа се основните параметри за да се добијат точните димензии за пратење на објектот. После се пристапува кон армирање на столбовите, се постава арматурата во носите столбови. Од кога ќе заврши армирањето, нормално се стојат тие пропратни занатски работи, неги ленти, не громбрански ленти се извлечени по столбовите, тие не сме да се заборават никако. Тоа се параметри кои што треба да се памтат. Се пристапува кон шалување на столбовите. Постојат повеќе начини на шалување на столбови. Тоа се има поставени класичен начин со црни оплати, штафни, греди и такви работи. Ние малку овдека применивме малку поолеснителен метод со овие жолти дока оплати и винкли, елементи на систем на винкли, кои што штеди и време и пари. Тоа се тие елементи кои што ги доведуваме до дефинитивно формување на столбот за полнење со бетон. На истиот столб се пренесува после вагрес, имате одредена висина, да кажеме ова спретна висина овдека од плоча до плоча 3,40. Гредите, носивите елементи, гредите што доаѓаат како столбовите, 50, 60 на 50 см, што значи ние сега столбовите ги бетонираме до висина од 2,50. Што имат ширина гредите 60 см, имат висина 50 см. Значи ние ги бетонираме столбовите до 2,90, за да имаме простор кај да ставиме шалони, кај да ги простраме гредите, за да можеме да протнеме арматурата. Значи, откако ова сето малку да се пристигне, onda ќе се пристапа кон центрирање на тие столбови. Значи, мора да се отераат под висок, под весравага, под правец, сите, за да имаме една добра конструкција за основа за понатамошната работа.
со што го правите тоа? Тоа Правецот високи со обележување? вагнеси, иначе не, тие ги правиме, Да. имаме точки од геометар кои што се ставени. Значи тука учествува и геометарот. Да, учествува геометар, на ставени точки, ние извлечено осигурање и сега тргнуваме и размеруваме. 5 метра, 4, 4,5, и се доаѓаме до они правите параметри кои што ни се потребни. Да видиме ученици што научивме од денешните часови по практичната настава. Од денешната пракса научивме повеќе информации за оплатите на објектите, поточно за греди и столбови, со што ја разгледавме нивната практична примена на објектите и извршивме дискусија за нивните карактеристики и специфики. Една од практичните настави беше и посета на фабриката Карпаш. Ја замолам Джесика да ни објасни што видовме таму. Епа вака, на нашата практична настава во фабриката Карпаш се запознавме со армирано, бетонски и бетонски префабрикувани елементи, монтажни префабрикувани елементи. Прво на нашата тура беше павер елементите. Тие се користат за поплочување на дворови, тротоари и слично. За нив се користи марка Бетон 30. Тука исто така спаѓаат и вичињаците или равниците. Тие се високи, 20 см, имаат должина од 50 до 100 см, во ширина се од 6 до 8 во зависност од што се поплочува. Исто така марка Бетон за нив се користи 30. Следно се преместивме во погонот за канализациони цевки. Тие се прават од вибропресуван бетон, како и самото име, вибриран и пресуван, за да може да бидат водонепропусливи. Следно се преместивме во погонот за правење на далеководни столбови. Нивната оплата прво се чисти, се поставува арматурата, се лие бетонот, а потоа следува другиот капак од оплатата. Тие се преместуваат во машина која го центрифугира бетонот во 3 брзини во време траење од 20 минути. Потоа тие се носат на парење, со тоа што се забрзува процесот на стегнување на бетонот. Тоа трае од прилика 7 часа. Потоа тука се преместивме на локацијата каде што се произведува бетонот, односно сепарација и производство на агрегати. При сепарацијата се дели на камен агрегат и песок, од кој што камениот агрегат се користи за производство на бетонот. Благодарам Джесика за ова детално објаснување, а сега да продолжиме да погледнеме уште нека практична настава. Ученици, денес се наоѓаме во нашата зидарска работилница и во оваа работилница на денешната пракса ќе се запознаеме со зидањето на зидовите од тула. Ние пред неколку пракси се запознавме со зидањето на приградни зидови со гипскартонски плочи, кои што рековме дека имаат најголема примена во градежништвото, меѓутоа се уште може да се сретнат и се применуваат и преградните зидови од тула, бидејќи денеска за преградните зидови од тула ќе зборуваме, и правилата како се изведуваат зидовите од тула. Што е важно да го знаеме за да направиме правилно да иззидаме зид. Значи не е, мислам, импровизација која се зида, постојат правила како правилно за да ни биде зидот стабилен, да не ни падне. Значи мораме секогаш да ги применуваме правилата за да може зидот да ни биде стабилен. Овие работи ги изведуваат квалификувани зидари, така да и вие како техничари ќе мора да ги знаете правилата за зидање и сега практично ќе видиме како се зида еден зид. Но пред да почнеме да го зидаме зидот,
Ние сите знаеме дека во градежни материјали сме учеле дека за зидање на зид од тула постојат класична, обична тула, полна и шуплива, постојат и шупливи блокови. Конкретно сега ќе зборуваме за зидовите од полна тула. Кога ги набавуваме тулите, секој пат ја набавуваме цела тула. Меѓутоа, за да може зидот правилно, на што рековме да го направиме, зидарот со себе користи зидарски чекан, значи при самото зидање го применува зидарскиот чекан и ја крши полната тула според правилата, значи за да го направи зидот. Кога го применува зидарскиот чекан, тулата може да биде скршена на половина или пак да ја скрши тулата, 1/4 од целата тула да скрши, а 3/4 да ја употреби во самата дебелина на зидот. Зошто е тоа кршење на тулата? Сега ќе го видиме тоа практично при зидањето на преградниот зид со дебелина од 12 см. Ова парче на почетокот што го ставив е 3/4 тула. Секогаш скршениот дел од тулата зидарот го става во внатрешноста, во самата дебелина на зидот. Зошто? Знаеме дека тулите помеѓу себе се поврзуваат со малтер, така? Така да, тие скршеници, малтерот убаво ќе се залепи за тулата, а од друга страна, секој пат... Не, тргни ја, после. Значи, од сите три страни добиваме мазна површина, онака како што тулата е произведена. Значи, ова не е 3/4. Ова е ширината на тулата 12 см, оваа должина ни е 18,5 см. Веднаш до неа продолжуваме со цела тула. Меѓутоа, од една до друга тула ставаме малтер. Малтерот, зидарот, тоа зидат го има такво стекнато искуство на објект од овој. Иначе, по правило, малтерот треба да изнесува со дебелина од 1 см. Со мистријата ќе земе од коритото, значи и ќе стави тула, односно малтер помеѓу тулите. Ја става целата тула, гледате, ова е должината 25 см, ширината 12 см. Ова е висината, си останува непроменета. И понатаму, значи пак, 1 см малтер до на третата тула, што треба да ја постави. Продолжува со цела тула. Ако треба да заврши таму на крај, пример должината, од проектот ја чита колку треба да изнесува должината на зидот. На крајот пак зидот го завршува со 3/4 тула. Дајте ми уште една 3/4 тула. Завршен. Така, значи го завршуваме скршеното парче од внатре. Така. Добар ден. Ова го викаме прв ред или прв слој. Значи, во литературата можете да го сретнете како прв ред и како прв слој, кога еден ред од тули од зидот ќе се иззида. Сега во вториот ред. Започнуваме во вториот ред со цела тула. Да. Ставаме цела тула. Па пак малтер ставаме и пак цела тула. Ставаме. Малтерот 1 см. Тоа го викаме вертикална спојница, тој малтер или вертикална фуга некаде. Во литературата ќе го сретнете. Така да има историите на објект го користат поимот фуга или спојница. Меѓутоа, ние ќе го користиме стручно спојница, кој што изнесува, кажавме, 1 см. Помеѓу првиот ред и вториот ред, пред да почне, значи да ги нанесува тулите на вториот ред, ставаме малтер, пак со фангле.
Минатата година по основи на градежништво јас ви го објаснив алатот за зидарските работи. Дали се сеќавате на фанглет? Како шо личеше тоа? Како црпалка, така. Значи, од користото ќе црпне од готовиот малтер и ќе го постели по самиот ред. Тоа го викаме хоризонтална фуга или хоризонтална спојлива. Незината дебелина по правило треба да изнесува 12 мм. Меѓутоа, зидарот, пак реков, има такво големо искуство на самиот објект кога ги прави зидовите, таа дебелина он веќе од околу ја проценува. И веднаш, значи, кога ќе го постели тој малтер, започнува со вториот ред на тули. Днешната пракса ученици ќе реализираме во нашата работилница, која што е опремена со материјал со прибор за изведба на преградни зидови од гипс-картонски плочи или така наречен кнаuf систем, кој што има голема примена денес во градежништвото. Имате можност, вашата професорка, која што ќе ви објасни за кој материјал и алаци се применува за изведбата на овие зидови, и нашите ученици, монтерите за сува градба, практично ќе ви покажат како се реализира практичната настава, односно како они ги изведуваат преградните зидови, кои што имаат голема примена при изведбата на објектите од високоградба. Еве сега професорката, значи, ќе ве запознае најнапред со материјалот и алатот за изведбата на овие зидови, а потом учениците практично ќе ви покажат како овие зидови се реализираат. Овако, ние започнете затоа што ние немавме многу време. Овде ќе го правиме, значи, приградниот зид. Приградниот зид се нарекува, значи, според технички листови прописите, значи, на кнаuf V111. Што означува V111? V111 означува приграден зид од метална подконструкција и по една гипс-картонска плоча од двете страни со исполна од изолација. Сега, дали ќе биде камен или стаклена волна, тоа е во зависност од желбата на инвеститор. Ученици, ако сте ви архитектонски техничари, морате да соработувате во текот на вашата работа со сите стручни кадри од областа на градежништвото. Конкретно, значи, зидовите од гипс-картонски плочи. Ова занимање го изучуваат нашите ученици, монтери за сува градба, и они точно на оваа пракса ќе ве запознаат како се изведува еден преграден зид. Значи, учевме ние за носиви елементи кои се и кажавме дека зидовите кај скелетниот систем и воопшто и кај масивниот систем, преградните зидови не се носиви зидови. Значи, еве тука сега ќе имаме конкретно можност, прилика да видиме како нашите ученици, вашите соученици ќе ви покажат како изведуваат еден зид направен од картонски плочи, кои што денеска, кажав, многу често се изведуваат кај објектите од високоградба.
А сега го најавувам бендот на Здравко Цветковски. Si umre
Професорка Кикова, на кои се локации се одржуваше практичната настава оваа учена година? Практичната настава претежно ја одржувавме на стамбен објект во градба и тоа обично оние објекти што се наоѓаат близу околу нашето училиште. Исто така овдека на паркингот позади нашата школа имаше два стамбени објекти кои ги пратевме од ископ, темели, па се до кровната конструкција, односно до нејзиниот завршеток. Исто така и занајчиските работи ги следевме. Потоа бевме во центарот на градот, објектите од 2014 исто така ги разгледувавме. Музеи, потоа бевме на сајмот за мебел, мислам тоа веќе професорката го кажа. Значи секаде бевме онаму каде што имаше потреба од темата за која ја разработувавме. Значи изнаоѓавме објект за одредена тема. Професорке Виолета, моето следно прашање е дали практичните настави го следат материјалот кој ние го учиме по останатите предмети? Па секако, мислам, самата наставна програма значи е така изработена да ви помогне визуелно сите оние наставни единици што ги слушате по останатите стручни предмети во кабинетите или во училниците, значи да ви помогнат како значи сите тие елементи, содржини што ги изучувате по тие предмети, значи вие да видите како тие на лице место објектите, конструкциите, како се поставени, како се изведуваат, кои фактори влијаат за нивната изведба и така натаму. А сега да погледнеме неколку практични настави. Минатиот пат се запознавме со преградните зидови од обична тула, дали таа ќе биде полна или шуплива, значи сепак пак стануваше збор за зид со дебелина од колку сантиметри? 12 сантиметри. Таа дебелина добивавме или со помоста на ширината на тулата, која што таа беше производствена димензија на тула. Некаде до 70-тите години можам да кажам дека претежно индивидуалните објекти кои што инвеститорите не ја познаваат скелетната градба и многу мајсторите не ја познаваат скелетниот систем на градење, претежно индивидуалните објекти ги правеа зидовите, носивите зидови кај масивниот систем, бидејќи станува збор за масивен систем, со зид со дебелина од 25 см и тоа со полна тула. Значи станува збор сега за зид од 25 см, кој што се уште некаде кога би се работеле во вашата пракса, понатаму во реконструкција на летен објект, значи може да го сретнете таквиот зид, реков, дека до 70-тите некаде, доста индивидуалните објекти, се применуваше масивниот скелетен систем, а носивите зидови беа правени со дебелина од 25 см, па дури некаде 38 см, зависност од тоа дали уште еден как горе ќе градеа инвеститори. Меѓутоа, без разлика од тоа, дали ќе биде 28 или 38 см, сега исклучиво ќе зборуваме за зидот од 25 см. Како се добива таа дебелина од 25 см? Ние кажавме дека димензијата на тулата која беше? Должината 25, ширината 12 и дебелината 6,5 см. Значи, еве погледнете. Што правиме во првиот вид зидањето, исто како кај преградните зидови. Имаме прв слој, втор слој, третиот, четвртиот ги повторуваат секогаш првиот и вториот слој.
За да добиеме таа дебелина од 25 см, значи пак ја користиме димензијата на тулата. Имаме една ширина 12 см, уште една ширина 12. Тоа се 24 см. И кога ќе ставиме 1 см малтер, значи таа дебелина од 25 см. И тука важи правилото, како што важеше правилото кај преградниот зид, дека зидот мораме да го започнеме со нормиран дел, односно со половина тула или со 3/4 тула. Кажавме од кој причини нели го започнуваме зидот со половина или 3/4. Значи сега почнуваме само со цели тули да редиме и продолжи понатаму Ѓорѓе. Така. Гледате како се покриваат долните фуги со горната фуга. Четирите всушност спојници сите ги преклопуваме со полната тула одозго. Не, чекайте, така. Гледате дека со цели убаво кажавте вие со цели, ама пак треба една четвртина преклопена. Тула да ќе ја поставиме. Да, пак треба една четвртина, значи пола од широчината треба да биде преклопена. Зашто текати се поклопува. Типа, овде сантим, половде сантим комасирани, кога се зидаме е така, но пошто не се импровизираме. Значи пак мора да има една четвртина. Значи на крај ќе видите самите, ќе дојдеме до цела, зидот ќе го завршиме со цела тула, значи не употребуваме нормирано парче. Значи да се слушнеме на денешната пракса, се наоѓаме во лабораторијата на Институтот за испитување на материјали. Во оваа лабораторија денеска ќе видите како се испитува марката на бетон. Конкретно, значи одговорното лице од Институтот, поставката ќе ви ја објасни, само да се подсетиме да видиме од какви материјали сме учили за бетон и марка на бетон, кој ќе ви каже што значи тоа марка на бетон. Така, стената на што? На притисок, така. Ајде, Миклоче. Вие се биле на објект, се земале узорок од бетонот што се уградува во конструктивниот елемент од објектот. Узорок тоа се конски 15x15. Вие се очевидни, работеле се очевидни калупи. Се уградува бетонот, тој стои 24 сата во калапот, се вади, се обележува тату на бетонирање од кој објект е и која фирма. После 24 сата се потопува во вода, во базени со вода која е затопена 20 степени, плюс минус 4 степени. И стои 27, односно 28 дена, се вали еден ден унапред, за да се изсуши до температурата, се изсуши до константна сувост да е телото. Потоа телото се мери, поставката е оваја се. Еве. Ова е коцката, ја ставаме на вага. На вага. 8 и 200. 8 и 200 тоа е тежина за да се добие за прениска, за патинската тежина на бетонот. Сте учеле тоа како е, така? Како да добивате за прениската тежина? Знаете, така? Знаете или не знаете? Кажувајте. За дојдете до запремината, тежината, што значи запремиска? 15 на 15 на 15. Кога ќе помножиш, добиваш голос, така? Така, тежината, брзо добиваш запремина. 2400 кила е тежината, околу 2400 кила на бетон.
Значи коската ја поставаме, одека на самата преса има диагонали, каде што телото го ставаме точно на ивиците од коската. Да силата действува точно нормално на телото. Ние да не се мачиме како пас, да не рачунаме, имаме табе. Еве сега, рековме дека тежината беше 8.200. Така, забелината дека е 8.200, што 2.40. Сега полека оптеретуваме за да добиеме марка на B. Сега и сега на овој манометар очитуваме со која сила станува сила на лом. Значи, полека тестуваме и дозираме практично сила. Не, тоа ништо не е. Значи го пратите овој мерен инструмент. Така. Еве сега видите полека почнува сказаката да кажува оптеретување. Значи, добивме некоја сила од 980 килотони. Така. Ние имаме дневник каде што сите коцки, да речам сите тела што доаѓа кај нас во градежниот институт, водиме евиденција за сите тела што сме ги испитали. Mamo, spasi me.
А сега да погледнеме практичната настава од Заводот за урбанизам на град Скопје. Денешната пракса ја реализираме тука во Заводот за урбанизам и архитектура на град Скопје. Ќе се запознаеме како проектантска организација, значи со што се занимава заводот. Бидејќи ние во прва година клучевме по основи на градежништво, кажавме дека за да се изготви една документација за еден објект, потребно е да имаме урбанистички проект, значи урбанистички план, така да подетално, значи за урбанистичките планови, за деталните урбанистички планови, ќе ви објасни колешката Марија, која што еве тука е вработена, која што работи на урбанизмот и ќе ви запозна како област од архитектурата, со што се занимава урбанизмот, што е урбанизмот и се она што треба вие да го Оваа макета е работена по обновување на катастрофалниот земјотрес во Скопје. Ако сигурно дека сте учеле дека после земјотресот во Скопје беше објавен јавен конкурс за обнова на градот Скопје, кој што беше нели тогаш прогласен и град на братство и единство или така нешто, удружување, не знам што. Измеѓу многу конкурсни работи учество има и Јапонија, во тоа време познат архитект Кензо Танге, кој што има добиено првата награда, што значи дека ова е работено по замисла на обнова на градот Скопје по проектот од Кензо Танге. Ова е железничката станица, каде што гледате дека има центарот, да, ова значи нека ви биде репер железничката станица. Железничката станица, тоа беше моја прва задача, 74, мислам. Тогаш не се работеше како сега во компјутер, него тоа е на огромни ролни, па се витка и сето тоа. Ки работевме заедно со проектанти јапонци, тие беа тука. И како што гледате овдека се веќе 6-7 перони, тоа бе еден многу се сметаше на еден голем запад со големи потреби, меѓутоа голем капацитет, меѓутоа планот беше така направен тачно, изведбениот, меѓутоа нашите финансиски можности, тогашните потреби ја насочаа состојбата на како што е и сега изградена, значи делумно изградена, базно изградена железничка станица, за сега во сегашните услови добро обслужува. Значи тоа е еден дел од железничката станица. Ова беше предвидено да дојде денешно ова Маџермало, кое што према планот од Кензо Танге беше предвиден за бизнис центар, административен центар. Тогаш многу перспективно се гледаше и со голем елан на обновата на градот, така да уште во тој период, 70 и не знам која година, јас лично имам работено на, можете да мислите, архитектонски изведени проекти, значи градежни проекти, на овие бизнис кули, каде што беше предвидено администрација и горните катови, репрезентативни станови за тогашните бизнисмени кои што ќе работат тука во градот. Меѓутоа до тоа не дојде, знаете уште дека мало остана така како што е, се правеа повеќе студии, па дали да дојде високо градба, па ниско градба, би беше предложено едно време и еден дел да се задржи како спомен обележие, нешто да се градат нови објекти и сегашната состојба е таква каква што е, со делумно задржување и делумна градба на нови објекти. Ова е градски зид, кулите, кои што се реализирани тука, тука е регулацијата на река Вардар и гледате таму театарот.
нешто е изградено, нешто не. Сегашната состојба знаете веќе и најнормално тоа треба да се прифати така, затоа што животот тече, потребите се менјаваат, условите се менјаваат, погледите во животот се менјаваат и најнормално е она што некогаш било планирано да во случај кога не е реализирано да се обнови со нови погледи, нови барања, нови желби. Во тој случај кога биделе ние копир на копир, тогаш нема да има планирање, нели? Секој текот на времето си бара измени, нови потреби, едноставно и ние сме учеле во други услови, вие учите во други услови, гледам, ние ги немаме сите овие помагала. Меѓутоа, заедничко треба да не остане љубовта према архитектурата, према урбанизмот, према уредување на просторот, да си го створите местото каде што живеете пријатно за живот и користење. Ете така, се враќаме во студија, а сега ја замолам Исидора да ни објасни што научивме од оваа практична настава. При посета на Заводот за урбанизам на град Скопје научивме тоа што ни беше представен генерален и детален урбанистички план на град Скопје. При тоа ни беше прикажана макета на деталниот урбанистички план на град Скопје, која како причина од земјотресот 1969 година е направен уште еден детален урбанистички план на град Скопје од познатиот јапонски архитект Кензо Тангер. Со тоа ни беше представено просторно и детално уредување на градот Скопје. Благодарам Исидора, а сега да погледнеме последната практична настава. Добар ден, ученици! Денешната практична настава ќе ја реализираме во еден од современите објекти направени во градот Скопје. Тоа е музеот посветен на големата хуманитарка, значи мајката Тереза. Значи тука позади нас се наоѓа споменикот, позади нас е објектот. Ќе видите значи како архитектонски објектот е обликуван и внатрешно просторот како се организира еден музејски простор. Па сега полека значи да влеземе во објектот и да ги посетиме сите оние значени аргументи и експонати кои што се посветени на нашата најголема хуманитарка, значи мајката Тереза. Добар ви ден! Добро дојдовте во спомен куќата на мајка Тереза. Јас сум Жаклина и работам како кустос, водич и едукатор во спомен куќата на мајка Тереза и имате таа чест што јас ќе бидам вашиот водич денешен. Слушнав од вас дека некои од биле во спомен куќа. Евеа Гонџа Агнес Војаџиу. Фотографија од старата турска чаршија, бидејќи имам информација дека таткото на Гонџа имал тамо продавница. Он се бавел со градежништво. Фотографија на семејството без таткото, бидејќи како што кажав порано, таткото починал. Исто така, на овие фотографии може да ја видите убавата Гонџа. Тука е Гонџа со незината сестра Ага во национал. Предметите не се собственост на семејството Бојаџију. За жал немаме предмети од нивната куќа, бидејќи е срушена за време на катастрофалниот земјотрес во Скопје 1963 година. Гонџа заминува од Скопје, оди во Загреб на неколку дена и после тоа оди во редот на сестри Лорет. Оригинално парче. Тоа е марамата, значи горниот дел од
Сарито на мајка Тереза. Доваѓа во јуни 80-та година кога станува почасен граѓанин на градот Скопје. Последната посета на мајка Тереза на нејзиниот роден град Скопје е во 86-та година, која што доваѓа од Индија, една е од Кенија, Африка, третата е од Албанија и четвртата е од Словакија. Можда сте ги сретнале ја прегледавме последната практична настава, а сега да прашам вас како се ги гледате. Дали во минатото практична настава била полесна за реализација или добра? Па јас не би можела да кажам дека практичната настава била потешка за реализација во минатото и сега. Се зависи од тоа, од креативноста на наставникот и методите, како ќе ги презентира часовите по практична настава. И со кои содржини се опфатени во наставната програма по практичната настава. Значи, секој пат се трудиме на учениците да ми ја доближиме практичната настава што поблиску до теоријата што изучуваат. Со цел да им помогнеме подетално да се запозна за сите содржини од стручните предмети. Благодарам, професор. Архитекти, внатрешни дизајнери, геодети, градежници, гимназијалци. Дојдете кај нас. Заедно да изградиме иднината. Здравко Цветковски, Скопје. Заблагодарувам институциите кои ни возможија реализацијата на практичната настава. Исто така на професорките Виолета Спасовска и Миријана Кикова и на класата А2А. А сега да го слушаме бендот со уште една песна. Од мене благодарам и се гледаме во следната учебна година.